Јас сум веќе цели 2 години во пензија, инаку сум од првата генерација на жени во полиција, кои што започнаа со работа на 11 мај 1992 година. Значи нешто ново воопшто за граѓаните, едноставно да гледаат нели жени во униформа на улица, меѓутоа мене униформата ми беше прва љубов уште од детство, униформата, правото и книжевноста. Преку работа во полиција си исполни желбата да бидам во униформа, а со тоа нели правото и законите да ги имплементирам. А воедно сега како лице во пензија има можност и делот од книжевноста да го остварам преку членување во поетски клуб Обденица, Сдружение на жени Нада Михајлова, и веќе да почнам да творам своји песни и се друго со пишан збор, сега само за себе, што не значи дека во иднина нема да се остварам и во при објавување на некое свое дело. Инаку во однос на прифатеноста и предрасудите кои што ги имаат кон жените за одредени занимања, слободно можам да кажам дека можеби тоа на почетокот имаше во одредена доза, меѓутоа со текот на времето граѓаните се навикнаа, прифатија, а ние како жени прва генерација во тоа време во полиција дадовме голем допринос со своето професионално однесување и професионална работа да бидеме прифатени што подобро и од колегите и од граѓаните. Во однос на себе можам да кажам дека не чувствував никаква подреденост во однос на тоа, пред се затоа што и факултетот ми даде претходно одредени знаења од работата на полицијата и на безбедноста. И со самото нели започнување на работата како приправник полицаец бев прогласена за најдобра. Подосна работев на граничен премин Табановце, со текот на времето ми се призна и факултетското образование, работев како инспектор по малолетничка деликвенција, прва жена во Куманово, потоа бев виши инспектор за одбранбени подготовки, значи во делот на одбранбените подготовки прва жена воопшто во Македонија која што го работела тој дел, а со формирање на и реформите во полиција и учествува во самото формирање и отпочнување на работа на тогаш одделение за превенција, сега одсек за превенција, што сметам дека е нешто многу битен сегмент и работа во одделот на работа на полицијата. Во однос на тоа, можеби на почетокот како жена требаше повеќе време за да видат дека и ние може да работиме уште подобро него колегите, можеби во физичка смисла за некои работи не, меѓутоа во однос на другото постапување и работа на полиција со граѓаните и превземање на полициските овластувања, секако дека може да бидеме рамноправни. Во текот на своето работење повеќе пати бев наградувана парично со признанија, со други награди, дури имам и награда Пиштол, исто така добиено. Во однос на превентивната работа би се задржала и прифатеноста на жените од страна на граѓаните. Со текот на времето таа доверба и барање да жена во одредени пријавувања на настани или превземање на мерки да бидат жени се зголемува процентот, затоа што скоро секоја година правеше анкети во кои што довербата на жените во полиција и во нивната работа постојано се зголемуваше. Во своето работење имам многу добра соработка и со институциите на локално ниво и внатре нели во самото министерство со другите колеги кои што работеа на оваа проблематика. Меѓутоа во однос на работата на подрачје на Куманово и превентивната работа на полиција, сметам дека ова работа треба да има некој континуитет, значи продолжување и постојана поддршка, не само декларативно, туку и фактички постојано на терен, затоа што и во светот покажала дека може да даде добри резултати, па така мислам и кај нас. И надминување на предрасудите, не само машко-женско, национална, верска, политичка и секаква друга припадност. Пред се тука треба да дојде до израз професионалноста, посветеноста и она што значи добро за заедницата, наспроти оноа кои сме, што сме. Без оглед кои сме, што сме, ако сакаме, може да дадеме допринос за побезбедна заедница, за подобро функционирање на институциите и секако за подобро утре за сите нас и сите да бидеме во оваа наша држава, како и да е во светот може би добро се живее, меѓутоа секогаш ние велиме одиме на одмор, ама дома си е дома. Кога повторно би бирале, дали би се вратиле на истиот животен пат или би избрале поинаква насока? Па без оглед на случувањата во животот, мислам дека не би сменила ништо.
без оглед што нели како самохран родител морав да бидам и постојано на работа и дома да ги гледам обврските и све, не би сменила ништо затоа што детето што го имам е најдобро на светот, внукот што го имам си е мој внук, семејството што го имам си е мое, инаку со самото излегување во пензија си ветим на себе дека ќе се посветам на она што не можев да го правам како полициски службеник. Ние млади излегуваме во пензија, би можеле нели да имаме и дополнителна работа. Финансиите никогаш не се доста, ама е многу битно мирот и среќата моја и на моето семејство и на луѓето околу мене. Значи да се посветам на патување, на креативни работи кои што за себе и за луѓето околу мене ги правам дома, на пишувањето и на читање книги, на чување на внукот, на прошетки низ на нашата земја, на патувања во светот, на се оноа што ми исполнува. Може би во догледно време и во некоја друга област би се впуштила или нешто би работела, дали тоа невладин сектор, дали нешто, ама сепак би било пак за добробит на заедницата, нешто од хуманитарен аспект, да им се помогне на луѓето, а со